Почитувани гледачи, добро вечер, јас сум Александар Бичеклиски, ова е најновото издание на подкастот Проверитас. Во вечерашното издание на Проверитас ќе имаме многу интересен гостин. Можам слободно да кажам дека се работи за еден млад човек кој што, иако е млад, многу искусен во политиката и како пратеник во Собранието на Република Македонија и еден како од најуспешните градоначалници. Добро вечер, му посакувам на Иван Јорданов, градоначалникот на Штип. Добре дојдовте во Проверитас. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе споделиме интересни информации за сите кои што не следат. Може со Иван, така? Секако. На подкаст сме да бидеме поблиски до публиката. Она што нас не инспирираше да не бидеш гостин во подкастот Проверитас се резултатите кои што ги покажуваш периодот. Имавме многу реакции на наши гледачи кои што викаат кога ќе го виднете Иван, еве на барање на гледачите наши, особено ми е драго што вечера ќе имаме разговор кој што на гледачите ќе пробаме да им кажеме како се развива еден од најубавите градови во истокот. Ова е субјективно, нели, бидејќи моето потекло е Штип, така дека не ме разбираат и погрешно гледачите. Добива нов лик последниве години Штип. Пред емисијата разговаравме, се движиме низ Штип, многу убави работи гледаме, изгледа поинаку, започнувајќи од инфраструктурата, до спортот, до културата. Што е она најзначајно што се случува во моментов? Што граѓаните најмногу го чувствуваат во штипското секојдневие како добра работа? Морам да бидам искрен, јас можеби сум субјективен кога ќе вака споделувам информации поврзани за Штип. Секако дека освен работењето, позитивните работи, има и доста недостатоци, проблеми кои граѓаните секојдневно ги гледат. Но тоа кое што ни е крајна цел пред 4 години, практично 4,5 години, откако ја презедовме локалната власт во Штип, е визуелно и функционално да го промениме и изгледот и функционирањето на градот. Затоа што имав чувство и сите ние имаме чувство кои што сме вклучени во таа цел и во таа мисија, дека Штип е еден од градовите кои во минатото не доживеал промени. Во смисла, има иселеници кои мигрирале низ годините наназад, пред 30-40 години велат, кога ќе се вратиме во Штип, се исто. Реката Отиња е таа, реката Брегалница е таа, Исарот е тој. И некако мојата цел, а и целта на тимот околу мене е да донесеме одлуки. И тоа е можеби најтешката одлука во политиката, да носите одлуки. Затоа што тие одлуки некому ќе му се допаднат, некому нема да му се допаднат. Кога носиме одлуки, свесно или несвесно грешиме. Но се надевам дека поголем дел од овие одлуки се во позитивна насока за развој на градот и од тоа кое што го чувствувам од комуникацијата со граѓаните, фала Богу, тие издвојуваат практично поддршка на тоа што го работиме. Секако дека има и такви кои ни замеруваат. Тоа кое што морам да го потенцираме дека некако непишано правило е кога ќе отпочнете одреден проект, најпрво наидувате на скепса, на негување, на негирање на проектот. Зошто вака, па требало онака или слично, но најголемиот успех и сатисфакција е кога ќе после известно време, по реализацијата на проектот, ќе ги убедите и тие неверни томи кои на почетокот не верувале. Поголемо задоволство од тоа нема. И стануваат најверни. Така е. Нели? И јас верувам дека после 3,5 години до завршувањето на мојот мандат ќе успеам да ги уверам и тие кои што и во овој момент не веруваат во тоа кое што ни е крајна цел. А крајна цел ни е да го позиционираме Штип во вистинска смисла на зборот како центар на истокот. Затоа што ние во минатото сме комуницирале дека Штип е, центар на истокот, ваков, онаков, но не беше таква ситуацијата. Само географски. Да, географски, можеби административно, заради политиките на, да кажам, и минатите влади, но на Штип му фалеа многу социјални содржини. За да го позиционирате вие еден град како, да се изразам, урбана средина, центар на истокот, потребно е да им овозможите на граѓаните и на тие кои што гравитираат околу тој град различни социјални содржини за едно урбано, модерно живење. Ние до пред 4 години немавме киносала. Се кажувавме центар на истокот, немавме киносала. Така да.
Немавме содржини, немавме спортска сала, спортски храм. Имаме потенцијал спортски кој нема каде да се канализира. Да не набројувам и други, да кажам, сегменти, но тоа е клучното за да вие го окарактеризирате и да му овозможите на одреден жител на тој град да се чувствува дека живее во еден урбан, функционален град, кој за наши услови, македонски услови, верувам дека нуди квалитетен живот, затоа што можете на дневна основа многу полесно да завршите секојдневни потреби, обврски. Сигурно дека како се развива градот се чувствува и тој метеж во сообраќајот и во Штип. Но компаративно со Скопје, да се изразам, се трудиме да ги имаме повеќе од содржините од тоа што, да кажам, ги нема во околните градови, а ги има во Скопје, но предноста е тоа што многу полесно, пофункционално е секојдневието во таков тип на град, во таква големина, а близината до Скопје си ја прави таа предност, затоа што преку автопатот кој не поврзува директно со главниот град, навистина се чувствуваат тие привилегии. Така да, работиме, сега ќе одговорам малку паушално, ама работиме на низ за проекти, во текот на емисијата сигурно дека ќе ги елаборираме, кои верувам дека Штип ќе го издигнат во буквална смисла на зборот како географски, практично како центар на Источна Македонија, како град кој се менува и кој заслужува развој и во време кога е присутна миграцијата, верувам дека Штип наредните 10 години има капацитетност да го зголемува бројот на жители. И тоа се чувствува, тоа се гледа во секојдневно. Така е најголем успех, верувајте ми. Секојдневно се гледа затоа што интересот по барувачката на недвижности е присутна на дневна основа. Верувам дека притисокот го е последица на Универзитетот Гоце Делчев, на студентите, на изнемувањето на станови, но и тоа дека многу од околните населени места полесно наоѓаат работа во Штип и полека, но сигурно го планираат својот живот, својот престој токму во нашиот град. Да, па нели како ви кажа, Штип е Манчестер во Македонија за текстилот, за сите тие работи, фабриките работат во полн капацитет, дури немаат работна сила, носат од другите места. Ајде вака за една повесела тема, она што сигурно ги интересира многу младите луѓе во Штип, а и не младите луѓе, знаеме дека Штип е и спортски град, многу спортски град, многу плејада на спортисти познати од Штип излегли и за Македонија и за поранешната Југославија. Има, значи, УГД Штип од дојкарите се веќе еден бренд во кошарката, тоа мора да се каже. ФК Брегалница повторно на враќање во првата лига, тоа сите се радуваат дека тоа е еден вака знак, символ не само на градот Штип, туку и на Македонија, исто како Вардар, како Пелистер, како Тетекс, нели? Се враќа спортот, еве и борачите се добри, гледам, што по Штип исто така што беше познат. Колку спортот недостачуваше и колку е важно граѓаните повторно да се вратате во салите и во стадионите? Дали е тоа мотив повторно Штип да стане спортски град како што го паметиме? Ќе бидам малку поопширен во одговорот. Иако примарната обврска надлежност што локалната самоуправа ја има во делот на развој на спортот е различна од тоа што го правиме, сепак крајниот интерес за еден град е да има високо развиен спорт, да има што е можно поголем број на спортски дисциплини, спортски колективи кои се надпреваруваат во највисоките рангови и лиги, за да практично преку истото се мотивираат најмладите генерации да се вклучат и да го трасираат својот пат кон спортот. Затоа што преку спортот се развива карактерот, духот и некој кој е успешен во спортот, верувам дека што и да работи понатаму во животот, има големи предиспозиции да изгради дисциплина и да го трасира патот кон успехот во било што да работи понатаму во животот. Така, квалитетни луѓе создава спортот. И практично инвестираниот денар во спортот не можете вие да го вратите веднаш назад, но тоа е инвестирање во иднината.
Баш така. Спортската инфраструктура како основа за развој на спортот е застапена во нашето внимание и практично нема населба во кое не ги обновивме спортските терени за кошарка, за баскет, за мал фудбал, за одбојка. Оние малски игри да бидат застапени помеѓу младите, затоа што има чувство дека последните 10 години многу малку се присутни во секојдневието. Многу малку се присутни тие малски игри, дружби, социализација помеѓу најмладите. И кога градите модерни спортски малски терени, го привлекувате вниманието на најмладите да излезат од својот дом и да другаруваат, да спортуваат во своето мало. Но преку тоа другарување и спортување, практично ги отворате вратите за да влезат и во професионалниот спорт. Така, иглишта да се полни се. Млади луѓе, деца, овие Така. малските, така? Многу повеќе компаративно со тоа што е било пред неколку години, кога спортските терени, малските игралишта биле амортизирани, неосветлени. Да. Сега имаме практично во секоја населба осветлени спортски терени кои се предуслов и добра основа за да се рекреира, да се спортува. Да одиме понатамо, во делот на спортската инфраструктура. Инвестиравме и во завршна фаза, јас верувам дека во месец јули ќе го пуштиме во употреба спортскиот храм Джексон со капацитетност од 1200 посетители, спортски храм за кошарка, за одбојка, за ракомет. Джексон се вика? Да, Джексон Господ? се вика, многу култно место, познато место за Штип, кое вака многумина одстрана ме прашуваат зошто се вика спортската сала Джексон. Локацијата практично каде што се гради во моментов и е во завршна фаза спортската сала Джексон е поранешен спортски терен Джексон. Така, браво. Но Джексон го добива името народно Джексон затоа што во минатото таму живеел штипјанец од ромска етничка припадност, кој практично престојувал во тоа спортско игралиште и помеѓу штипјани тоа е познато култно место Джексон. Така. И кога некое место си има свое име, Да, најдобро е да го прифатите тоа име. браво. И така се одлучивме нешто што е синоним за Штип да си остане со години понатаму да биде Джексон спортска сала. Браво. Не е поврзано со Мајкал, туку е поврзано Да. со штипјанец во минатото кој таму престојувал. Спортската сала Джексон е спортски центар кој верувам дека не само што ќе го промовира спортот во Штип, туку ќе биде спортски храм во кој што ќе се одвиваат надпреварувања од највисок ранг во кошарка, во одбојка, ги спомнавте одбојкарите кои што се носители на двоен пекар и првенството и купот го освоија. Пред еден ден официјално ги примив во мојот кабинет, им честитав, им дадовме практично една навигација за годините кои што следуваат, каде треба да се движат, затоа што освен постигнувањето на успехот, многу е потешко да го одржите тој успех и да се одржите на врвот. Најтешко е тоа. Кошаркарите, исто така, кошаркарскиот клуб Соколи, верувам дека за следната сезона ќе имаат соодветен тим кој ќе биде конкурентен за влез Се беа многу во близко. Суперлигата. Нели, Беа близко, плейоф. но еве некогаш е потребна и спортска среќа. Среќа, да, се чуди дома изгуби Соколи, па го победи Бутел таму, Така. па пак дома, ама по кош беше разлика некако. Но тоа кое што мене ме прави среќен е што вниманието на јавноста, верувајте дека преполна беше салата и многу наши сограѓани се вратија, не можеа да го следат во живо надпреварот. Тоа е нешто кое на градот му треба. Да. Ја споменавте Брегалница како фудбалски клуб. Еве, овој викенд играме одлучувачка фудбалска утакмица со Арачиново Шкендија и мислам дека со победата ќе се само потврди квалитетот и амбицијата за влез во прва лига, затоа што првенството е веќе во самиот финиш, Брегалница е на врвот од табелата, има огромни шанси да влезе во првата лига, фудбалска лига, онаму каде што им е местото. Апсолутно се согласам. Штип е фудбалски град. Не знам, во Македонија Битола, Штип,
Тетово, Скопје. Шекуларац роден во Штипе, Така е, играчи на овие простори што бил. И верувајте дека има фудбалски надпревари кои во втора лига се следат со неколку илјади гледачи на трибините. Замислете втора лига со едно такво ниво на надпреварување да го привлече вниманието. Еве пред неколку фудбалски кола од првенството бев присутен на стадионот. Повеќе од 4000 луѓе имаше присутни на надпреварот од втората фудбалска македонска лига. Сакам да кажам дека местото на Брегалница е во првата македонска лига. Но ги споменавте борачите. Балканец е најтрофениот македонски борачки клуб. Да, на сите времиња, да. И инвестираме, вложуваме во нив. Боксери имавте добри на времето. Баргала, да. Баргала. Сега се Пинк Пантер добри. Верувам дека ќе продефилираат преку овие клубови млади надежи кои ќе бидат и македонска гордост. Вложуваме напори да направиме еден спортски објект, практично сала за боречки вештини, во кој што ќе ги канализираме сите боречки спортови. Затоа што најголем предизвик на индивидуалните боречки спортови во Штипе е каде да соодветно да го одвива тренажниот процес. Да. Со еден таков комплекс верувам дека ќе се задоволи таа потреба. Од пред неколку месеци официјално го пуштивме и затворениот базен во функција и навистина има еден одличен одзив на млади дечиња кои во овој објект се стекнуваат со првите вештини за пливање, што е еден одличен правец за психофизички развој на младите. Така, пред 15 години некој да ми рекол дека во Штип ќе има затворен базен, ќе речев не знам што збориш човек, ти во Штип затворен базен, еве дојде време, има затворен базен. Така што е најинтересна работа, еве кажуваш има еден куп деца кои што се спремни да станат изврсни спортисти, така пливачи, ватерполисти, што и да е. И тоа е она кое што го карактеризира Штип како град на спортот и во 2024 година Штип е во Европскиот парламент, јас бев присутен, ние врачија наградата, беше прогласен за град на спортот, европски град на спортот. Браво. Во категорија на градови до 100.000 жители. И то не е случајно. Направена е една соодветна анализа, практично сондажа на сето она кое што како град го имаме, резултатите кои се постигнати, каратистите се овде. Да не ги забораваме. Да, карате клуб Штип кој навистина е еден респектабилен и клуб за секаков поздрав и почит. И доста други спортови, ќе ми извинат сите оние кои што нема да ги споменеме вечерва, но таеквондо имате исто, нели? Апсолутно, да. Еве сега како нова дисциплина е воведено во Штип, така да градот има огромен спортски потенцијал. Овде сме да го стимулираме, да го мотивираме и да го развиваме спортот и верувам дека во годините кои што следуваат ќе бидеме застапени во сите најсилни надпреварувања во кошарка, во фудбал, во одбојка, во боречките спортови, да оние практично како еден символ за градот и на тој начин да го омасовиме спортот, да тие кои што се надпреваруваат во најсилните лиги бидат идоли на најмладите и на тој начин да го трасираме патот на младите кон спортот. Впрочем и кога имате вие секоја недела, секој викенд, спортски термин, да можете да изгледате на едно надпреварување на кошаркарите, на фудбалерите, на одбојкарите, ви имате содржина во градот. Баш така. И тоа е она кое што мене ме мотивира и во спортскиот центар Джексон, и на фудбалскиот стадион на Брегалница, кој во периодот кој што следува ќе биде комплетно затворен од сите 4 страни со трибини. Работиме на тој проект и тоа ми е една цел за во следните години, да овозможиме да има понуда во градот. Затоа што имам чувство дека не само младите, туку и, еве да кажам, повозрастните немаат понуда освен пиење на кафе и муабетење. Немаат понуда за еден модерен урбан начин на функционирање. Затоа пред малку споменав дека ако веќе сакаме да се карактеризираме или да кажуваме дека Штип е центар на истокот,
потребно е да има социјални содржини кои ќе понудат на еден сограѓанин, еден модерен начин на живот. Тоа е одлично. Само така продолжите во делот на спортот, тоа е најевтиниот реклама за нашата држава. Спортистите се луѓе кои што најдобро не представуваат и најевтина реклама во времења кога за жал во 21. век имаме не ние, него нашите соседи проблем со нашиот идентитет. Штип има секоја година според мене два пака мега настани кои што цела држава оди таму да го следи. Едниот е популарната штипска пастармалијада како ја викаат. Тука и Макфест, би рекол, гренслемот на фестивалите во Македонија, убедливо најдобриот за таа музика, најстариот можеби во таа врста на музика и нешто што и во најтешките времења кога имаше проблем со македонската музика го задржа своето ниво. Впрочем, прошлата емисија ми беше гостин Огнен Неделковски, еден добар текстописец со неговата сопруга која што исто така новинар, и они кажа Макфест е тука, па 3 празни места, па почнуваат сите останати фестивали. Кажи ми, тежок ли е предизвикот да се направи организација на вакви настани во кои што во еден ден може да ти додат луѓе колку што има жители самиот град, да речеме, можеби повеќе некогаш, нели? Така е. Тешко ли е, дали се важни овие вака настани за промоцијата на градот Штип? Не само за промоција на градот, туку и за локалната економија. Суштината на пастрамалијадата е практично јакнење на локалната економија. Затоа што јас верувам дека нема граѓани на Република Македонија кој не дошол во Штип за да прома пастрамалија. Суштината на оваа манифестација е да го промовираме нашиот кулинарски бренд. А преку викањето, канењето, настапувањето на познати балкански музички имиња, ние го правиме тоа многу повизибилно и практично во неколку денови овозможуваме илјадници посетители да бидат дел од Штип, да се забавуваат, да се информираат со состојбите во градот, да прошетат во одредени угостителски објекти, да пробаат позната штипска пастрамајлија и практично овде имаме економски бенефит, обрат на финансиски средства. И доста често на оваа тема комуницираме што е разликата помеѓу Макфест и што е разликата помеѓу пастрамалијадата. Макфест е македонски бренд. Макфест не е фестивал на Штип, Макфест е фестивал на Македонија. Така. Единствен фестивал кој во оваа време создава македонска музика. Тоа е многу битно. Ние немаме македонска продукција. Ние немаме ништо друго освен Макфест на македонската музичка сцена. Ама и големи звезди од Балкана доаѓаат да пеат на Макфест. Така е. Тоа е исто еден момент многу интересен. Така е, но кога веќе во поново време фестивалот се стави на маргините на јавноста македонска, имавме предизвик пред 4 години, јас лично имав предизвик, затоа што Министерството за култура, овде морам да бидам искрен, и денес не сум задоволен од поддршката од Министерството за култура, затоа што не можете вие да го категоризирате и да го рангирате Макфест со приватни фестивали. Или со било кој друг фестивал. Макфест е македонски бренд. Макфест не е комерцијален фестивал. Макфест е душата на македонската музика. Баш така. И не можете вие да го оставите фестивалот доколку општината не обезбеди средства, фестивалот треба да пропадне. И овде често кога комуницирам со македонските музички имиња и кога ме прашуваат зошто на манифестациите како Пастрамалијада и другите останати манифестации не каните познати македонски имиња, јас велам Штип е град кој најмногу помага на македонската музика, затоа што единствен град кој финансира македонска музика е градот Штип. Затоа што ние 100% го финансираме Макфест. И оваа година ги вративме средствата на Министерството за култура. Затоа што се понижувачки. Јас нема да дозволам Макфест да биде понижен од Министерството за култура. Што е суштината со Макфест? Дека ако сакаме да изградиме фестивал кој ќе додава вредност во македонската музика, мораме да го следиме новото време, новите прилики, новите очекувања на публиката.
Не можете вие да го вратите стариот сјај на Макфест затоа што не е исто време. Да, и други се и медиумите, друга е приказна. Се е Друга различно. музиката се е различно. Се е различно. Генерации нови има се. И тоа кое што му е потребно на Макфест е еден сериозен пристап. Не само од општина Штип, од државата. По однос на другите манифестации, па Страмелијадата, Д фестивал, Да, фестивал да го заборев и тоа. Штипско културно лето. Ова се манифестации кои се друг тип на манифестации. Макфест е едно, ова е друго. Еве, најпрво што ни следува е Д фестивал. Да, затоа и реков Макфест е гранд слемот на фестивалите, не може да го мери со ништо друго. Апсолутно. Многумина ме прашува зошто не го оставивте Д фестивал да продолжи да функционира во Дојран. Да, тоа сакав баш да те прашам. Организаторот на Д фестивал во комуникација со мене вели дали можам да сметам на вашата логистичка подршка да ни обезбедите локација, подршка затоа што имам проблеми во општина Дојран со организацијата. Со задоволство да го прифатив тоа затоа што Д фестивал е исто така еден комерцијален фестивал кој што практично привлекува внимание. И во 3 дена доволно е неколку илјади посетители да дојдат во Штип, тие ќе влијаат на локалната економија. Дополнително што самиот фестивал ќе придонесе за збогатување на музичката и културната програма во нашиот град. Да. Познати светски имиња ќе бидат присутни во Штип. Зарем тоа има цена? Баш нема, јас би рекол тоа нема цена. И суштината е дека се трудиме да дадеме понуда на нашите сограѓани. Така. Во текот на целата година да има содржини, да има манифестации, да има спортски настани, културни настани, тоа е квалитетот на живот. Тоа е квалитетот на живот во еден град кој посакува да го има еден жител на тој град. Ви ако немате такви збиднувања, во минатото, јас се сеќавам дека Штип живееше во деновите на Макфест. Толку беше. Воздухот се чувствуваше поразлично. Да, сосема друга приказна. Но ние сакаме, освен оваа понуда, да додадеме други понуди во текот на целата година, со кои ќе го збогатиме и ќе го подобриме квалитетот на нашите сограѓани. А во исто време, ќе ја јакнеме локалната економија, затоа што илјадници посетители доаѓаат во Штип кога има одредена манифестација. Да. Луѓе од страна секојдневно доаѓаат и престојуваат во Штип затоа што има понуда. И добра промоција и на Штип и на Македонија. Така е. Со тие настани. Во суштина, тоа е моето размислување дека инвестирањето во културата, инвестирањето во спортот се инвестиции кои можеби на еден краток рок луѓето велат тоа се потрошени пари, но на долг рок вие инвестирате во вашата иднина. Баш така. Инвестирате во вредности кои се непроценливи, кои со годините кои што следуваат ќе се вратат средствата кои ги инвестирате во културата и во спортот, но на друг начин. Ќе создадете генерации, ќе создадете квалитет на живот и причина зошто луѓето достанат и да живеат во тој град. Така, одлично. Оде да проговориме за нека друга тема, една друга тема интересна исто. Чико роди напред Штипи во делот на модернизацијата, следејќи ги модерните текови, особено со уведувањето на нов систем за паметно паркирање. Ова го говорам и сакав на оваа тема да говорим од причина што често пати во минатото кога сум во Штип најголем проблем токму тоа имав во централното градско водлече, каде да паркирам, како да паркирам. Па ова недела било определени места овие за паркинг, па наредната недела не се веќе тие тука ќе те казнат. Сега веќе друга работата. Последниот пат кога бев, веќе си има ред, се знае кој каде, како е отприлика. Ги нема оние проблеми што веќе знаеа пред оаза се случуваат пред домот на култура, нели, или на други вака покултни места во Штип. Дали овој систем го олеснува секојдневието на граѓаните? Какви се реакциите први на штипјани кога, нели, се воведе оваа приказна? Да бидам објективен, потребно е и за овој проект време за да се почувствуваат позитивните ефекти. Се што е вака на прва, на краток рок, е оспорувано. Да, на дурта, викат у Македонија, на дур одма. Но јас верувам, како и за многу други проекти, дека и овој проект ќе донесе на долг рок и на среден рок позитивни ефекти.
Ќе дадам само неколку примери. Досега паркирањето, плаќањето и неплаќањето го контролиравме со човечки фактор. Секогаш кога имате човечки фактор, имате корупција, Апсолутно. селективност и неправда. Имате дополнителна реакција. Затоа што воспоставивме смарт модел на контрола на плаќањето на паркирањето и неплаќањето на паркирањето, неколкукратно го зголемивме приходот на јавното претпријатие за паркинзи, на тие кои што се надлежни. Правишната проценка е 10-кратно е зголемен приходот компаративно со тоа што кога човечкиот фактор го контролирал неплаќањето и плаќањето. Можете да замислите која е разликата. Колку си крадел. Дополнително што намалувате на ресурси, затоа што не ви е потребно човек да оди низ улиците, туку електрични возила циркулираат низ сообраќајниците во централното градско подречје и ги евидентираат возилата неплаќачи. Тоа кое што е најголемата придобивка е нема начин како да постапувате селективно, затоа што самиот систем ги задолжува оние кои што се евидентирани како неплаќачи. Немате начин како вие да регулирате и да вратите чекор назад. Така. Се случува затоа што навиките ние си ги знаеме најдобро. Да. Луѓе кои доаѓаат кај мене на официјален состанок не знаат како да постапат. Сакам да кажам дека до тој степен нема селективност што било кој да посака да интервенира во самиот систем не може да интервенира. Придобивката по однос на ова е тоа што навиките кои ги имаме со возило да завршиме дури и работа која е на најблиска дестинација, да ги минуваме овие навики, да се паркираме и да престојуваат возилата во централното градско подрачје оноколку што е потребата на тој што управува со возилото. На тој начин се ослободуваат паркинг места, но и се намалува метежот. Сега, дополнително, јас не велам дека преку ова ние ќе го решиме сообраќајниот метеж. Далеку од тоа. Работиме и планираме нови паркинг површини, катни гаражи во центарот на градот. Еве, за кратко се привршува пуштањето во употреба на катна гаража кај зградата Промаја на 3 нивоа, која ќе овозможи дополнителни паркинг места. Работиме и на дисперзирање на административните згради од централното градско подрачје, затоа што во текот на работно време центарот на градот е загушен од посетители кои имаат потреба да завршат административна работа. И тоа практично ни создава сообраќаен метеж. Доколку ги дисперзираме дел од овие административни згради надвор од централното градско подрачје, јас сум сигурен дека во центарот на градот ќе се функционира во текот на целиот ден. Тоа е и стратешки, ќе ни се смее некој можеби, меѓутоа и стратешки е многу битно институциите да се дисперзирани. Апсолутно, и веќе работиме на тоа заедно со министерот за внатрешни работи. Разговаравме во насока на дисперзирање и практично изноаѓање на нова локација за СВР Штип и другите локални институции кои верувам дека ќе помогнат во намалување на тој сообраќаен метеж и дополнително што работиме и на нови сообраќајници. Еве во моментов се работи на сообраќајница до пристапна сообраќајница до клиничката болница, која исто така е како една регионална институција, затоа што од целиот исток на дневна основа имаме пациенти кои ја посетуваат клиничката болница. Так. Имаме практично проект за нова траса, нов пат, нова сообраќајница до неа, која верувам дека ќе ја подобри состојбата на веќе постоечката тековна сообраќајна инфраструктура. Така. Ајде да проговориме за нешто што е со години проблем во Македонија, поготово во источните делови од Македонија, како доаѓа пролета, летото, знае да ни гори држава, да горат шумите, планините. Еден страшен проблем кој што години назад се соочуваме како држава. Се случи неодамна една
практично ја продлабочивте соработката како град Штип со амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. Добивте преку донација противпожарни возила, вие уште 3 општини. Колку се ваквите партнерства важни за развојот на безбедноста на општините? Сепак Соединетите Американски држави не даваат на секоја донација. Нели, претходно проверуваат, гледаат и така натаму. Колку е важно едно вакво партнерство кое што го имате со вие како град со амбасадата на Соединетите Американски држави, која што мора да се признаете? Донацијата во противпожарни возила е нешто што стварно му треба на градот Штип и на целата држава, нели? Така е. Морам да потенцирам дека во овие 4 години ми се чини дека ова е пето возило, ново возило, кое го обезбедивме за територијалната противпожарна единица, што значително ја подобри состојбата и ја задоволи потребата од возила на територијалната противпожарна единица. Но освен возила, опремата која секогаш е добредојдена е нешто на кое што работевме и обезбедивме значителна количина на опрема за заштита на припадниците на територијалната противпожарна единица. Но ова кое што вие го споменавте, преносот на знаење, соработката и тоа стратешко партнерство е нешто кое е неопходно за да можете да чекорите напред и да се носите со предизвиците и потребите. Глобалните временски промени, состојбата со, еве да кажам, шумските пожари во одредени периоди од годината кога навистина нанесуваат огромни штети, се главниот предизвик кон кој треба да се стремиме не само оваа година, туку да направиме еден план и стратегија како да се справиме со овие предизвици кои ќе бидат се поголеми и поголеми. И овде треба да бидат вклучени практично и дирекција за заштита и спасување, затоа што опремата, партнерството е едно, но тој план на регионално на ниво е многу побитен, затоа што на тој начин ќе може да се во даден момент, во прав момент спроведуваат активности, да се користи таа опрема, да се користат тие возила во прав момент онаму кога може да се влијае. Така да тоа е многу битно да тој пренос на знаење го добиеме, како стратешки да се позиционираме во борбата со пожарите, а јас верувам дека имаме капацитетност, имаме стручен кадар кој може да одговори на тоа и во контекст на вашето прашање сум благодарен на поддршката која што ја добивме од амбасадата на Соединетите Американски држави и верувам дека тоа ќе продолжи и во други сфери. Така. Се работи на следното прашање ми е поврзано со една работа која што можеби еден од вака најголемите проекти кои што се прави во Источна Македонија од освободувањето на Македонија, не говорам за претходно. Говорам за она што го најави вице-премиерот Александар Николовски, дека до април 2027 година Штип и Источниот регион ќе добијат прво туристичко вештачко езеро. Значи јас уште како дете ми имаат носено на сутлакот, нели? Така се вика пред 30-40 години и далеко ми покажува, тука треба да има езеро, тука ќе биде овака, ама таа приказна никош не верував дека ќе се случи. Сега имаме дата, почнате проект. Колку е ова битно за Штип? Верувам дека како содржина ќе додаде голема вредност во градот, тоа кое што пред малку го зборевме дека сите сегменти мора да бидат застапени за да имаме едно модерно функционирање, живење во урбан град. Туристичката понуда во Штип преку едно вакво рекреативно езеро и една локација која со годините кои што следуваат, верувам дека ќе му додаде развој на нашиот град, е значајна и во име на тоа сакам да се заблагодарам на Министерството за транспорт и врски за инвестицијата која спроведува за реализација на овој проект. Освен, еве да кажам, туристичката понуда, самата локација по себе ќе се урбанизира перспективно, ќе има развој на угостителски сектор, сместувачки капацитети, нешто кое е неопходно за
развој на други дејности кои во минатото не биле развиени во Штип, затоа што Штип е град на текстилството, град на една друга дејност. Индустријски град, така можеше, да. Глобалните промени си го наметнуваат она кое што му е неопходно на едно модерен начин на живење и функционирање, и верувам дека со вакви инвестиции можеме да му пракосиме на сето она кое што ни се случува на глобално ниво, затоа што верувам дека собствениците на капитал во текстилниот сектор за многу кратко време ќе морат да го реалоцираат во друга дејност, Да. затоа што полека но сигурно трудоинтензивните дејности кај нас изумираат. Така да ова е една одлична можност и за оние кои што се собственици на капитал да имаат можност за реалокација на капиталот, за инвестирање во други дејности, но не само браната и вештачкото езеро, она кое што е наш огромен потенцијал е бањата Кежовица. Да. Минерално-термалните води. Овде верувам дека доколку се реализира планот кој што го усвоивме и доколку се мотивираат собственици на капитал да инвестираат во сместувачки капацитети, во угостителски објекти, во модерни спа центри, дека стотици штипјани ќе имаат ново практично отворени работни места, а на дневна основа сите оние посетители ќе имаат можност да ги користат услугите од, еве да кажеме, еден вид банјски туризам, од туризам по основ на браната на река Отиње на Сутлакот, така да ова се перспективно работите на кои што треба да обратиме внимание, треба да се фокусираме, затоа што новото време отвара нови можности и нови потреби. Што мислиш, дали овие проекти кои што ги говоревме, тој банјски туризам, Кежовица, Вештачкото езеро кој што ќе се направи, па би рекол тука и планинарските домови што се околу Мртешка, како се вика сите тие. Во перспектива ќе го стави Штип на туристичката карта на Македонија како еден од главните туристички центри, бидејќи баш и тоа и го кажа, практично многу туристи по различен основ преку целата година ќе може да доаѓаат во Штип. Дефинитивно, ние го ословуваме Штип како образовен центар, благодарение на универзитетот, на другите државни средни училишта кои ги имаме. Го образуваме како културен центар, споменувајќи ги предмалку сите настани во сферата на културата кои се организираат, како град на спортот, во поново време и енергетски центар, затоа што најголемите проекти во обновливи извори на енергија се лоцирани токму во Штип, благодарение на сончевите денови и на ветерот кој што го имаме. Најголемиот ветерен парк практично е лоциран во Штип. А зошто да не биде и туристички центар? Затоа што минерално-термалните води, Вештачкото езеро се една одлична можност да се развие еден вид на туризам од неколку денови, здравствен туризам, затоа што термалната вода е и доста лековита вода за третирање на повреди и слично. Така да, ова се капацитетите кои како град мораме да ги искористиме доколку сакаме да генерираме развој со времето кое што следува. Така, беше најавено дека со пари од унгарскиот кредит во Штип ќе се реализираат неколку важни проекти. Тука се смета изградбата на булевар околу сегашниот кружен тек на Лукоил, како се вика на влезот во Штип, па до населбата Три чешми, како уште еден мост на Брегалница кој што фали, нели? Пардон, се најавуваат и транзитно обиколници околу Конструмица. Важен ли е овој кредит за инфраструктурата на Штип? Колку е битен? Дали добро е реализиран? Видете, суштината на овој кредит е да преку него реализирате крупни капитални проекти кои со тековниот буџет не можете да ги isfinansирате. Да. Суштината на унгарскиот кредит не е да реализирате вие тековни или одржување на тековна инфраструктура, туку преку создавање на нови капитални инвестиции да генерирате во иднина развој, затоа што тие инвестиции ќе ги вратат парите со тек на време. Кога ќе создадете нова инфраструктура, околу таа инфраструктура ќе се урбанизираат парцели, ќе се урбанизира градежно земјиште кое ќе внесе во општинскиот буџет пари по основ на комуналии.
И тоа е еден ланец кој ќе продолжи да функционира. Одлично. Суштината на овие капитални инвестиции е да преку нив се мотивират нови инвестиции во иднина и средствата кои денес сте ги инвестирале мултиплицираат после 5 години. И затоа одлучивме со овие пари да инвестираме во крупни капитални инвестиции, како што се мостови на Брегалница, спојување на еден крај со друг крај на градот, скада систем на намалување на загубите на вода, затоа што јавното предпријатие бележи повеќе од 60% загуби на чиста филтрирана вода за пиење. Тврдината Исар, реставрација, конзервација на Исарот, Така. Штипе ословуван, а во многу прилики како градот под Исарот. Да, само така го знаат. Еве уште една туристичка понуда, која верувам дека ќе се овозможи, затоа што кога дојде од страна некој посетител во Штип, вие го носите на оние места, на оние знаменитости кои се историски факти за градот. Тврдината Исар е еден таков историски факт, кој е одлична можност. Па и Ново село Штипско. Апсолутно, Историски Ново село само по себе, работиме на конзервација, реставрација на куќи во Ново село, кои се иселени, носат добар потенцијал за сместувачки капацитети, поплочување на калдрмите на улиците во Ново село. Така да, Бањата Кежовица ја споменав, сите овие проекти, влезот на градот со нов булевар, сите овие проекти се поголем капитален расход кој преку тековниот буџет сме имале потешкотија да го финансираме, затоа што ние во минатото, кога збориме за капитални инвестиции, секогаш промовираме нешто што е тековно. Рехабилитација на тековна инфраструктура, на тековни сообраќајници, со тоа се промовираме. А во суштина, капитална инвестиција е нова содржина, која претходно ја немало. Ја немало, така. Така да, се што е поврзано со капитален расход за мене е оправдано и верувам дека ќе придонесе за развој на градот. И ќе биде сигурно еден од ретките што неколку пати го победи СДСМ во Штип, беше градоначалник во период кога извршната власт ја предводеше Социјалдемократскиот сојуз. Дали во пракса постоеше тогаш реваншизам или да сепак тогашните институции функционираа професионално? Ти правеа ли сопкеве, народно кажано? Морам да бидам објективен, тие сами се победија. Ниту јас, ниту било кој издвоил победа, туку заради нивното неработење, граѓаните одлучија да ги променат. Функционирањето во едни такви услови е оттежнато, затоа што имате некомуникација, имате оспорување, народски кажано, сопки во реализација на проекти, но кога имате желба, граѓаните го препознаваат тоа. Кога нешто посакувате и кога искрено верувате во тоа, колку и да се тие пречки големи, патот ќе ви се отвори во реализација на нештото. Не само во оваа работа, во се во животот е така. Кога имате крајна цел и кога посакувате нешто да се реализира и кога имате чиста мисла кон тоа, колку и да е голема препреката пред вас, ќе дојде време кога ќе го поминете тој пат. Па поготово кога имаш поддршката од народот, многу полесно се поминува тој пат. Така е. Беше пратено во собранието период 2020-2024, така, отприлика. 2021. 2021, да, година. Постои некоја ли разлика помеѓу функцијата пратеник и градоначалник? Што е постресно, што е потешко да се работи? Се биде градоначалник или пратеник во собранието на Република Македонија? Подинамично е да се биде градоначалник, затоа што на дневна основа комуницирате со многу луѓе, носите поразличен тип на одлуки, поразлична функција имате. Секако дека е многу постресно, но од друга страна задоволството е поголемо. Затоа што директно одговарате за жителите на вашиот град и практично одговарате пред своите деца. Затоа што ќе им кажете на вашите деца, како ќе ги убедете кога ќе ви помине шансата да направите нешто добро за местото во кое што живеете, затоа што и тие живеат таму. Така.
ако вие не направите добро за сопствениот дом и сопствениот град, што ќе кажете на вашите деца? Така. Јас имав шанса, ама ме мрзаше, не сакав да работам и ми помина шансата. Не ја направи, да. Така да, тоа е убавината на тој предизвик кој го имате како градоначалник и верувам дека во годините кои што следуваат, дека навистина тие секојдневни обврски кои ги имаме, комуникација со луѓе и слично, ќе бидат во насока на оставање на траен белег проекти кои ќе говорат за времето кое што сме го потрошиле. Така. Времето ми помина вака, кога говориме за времето во оваа емисија, беше задоволство да слушам се што и каде оди Штип. Важи за еден од најуспешните градоначалници Штип Евар, кој што бил до сега. Впрочем и поддршката од граѓаните тоа го кажува во Штип. Уште едно вака прашање за крај, бидејќи не гази времето, но ова нема да биде сигурно твое прво гостување, ќе се видиме секако во некој друг период каде што ќе продолжиме, но кај што застанавме. Кажи ми, има ли нешто што не спомнавме е ново и значајно за Штип? Нешто што заборавив? Па еве, јас ќе ги поканам граѓаните на Македонија, на останатите градови, прва прилика која ќе имаат можност, дали би било тоа на Пастрамалијада, на Макфест, на Д фестивал, на некој спортски надпревар на Брегалница, да го посетат Штип и тоа кое што не го споменавме вечерва во емисијата од проекти, да го забележат тие и да се уверат во промената на градот како изгледа. Јас верувам дека има доста проекти кои не успеавме денес да ги искомуницираме, а може да се видат во Штип. Иван, ти благодарам што беше гостин во ова издание на Приоритас. Ти посакувам да продолжиш со истото темпо како што и е до сега, да бидеш едноставно човек кој што нели ќе бидеме и ние како граѓани на Македонија горди дека имаме добар градоначалник кој што се грижи за своите градови, за своите граѓани, поготово за луѓе како кои што живеат во, би рекол, центарот на истокот Штип. Почитувани гледачи, се надевам дека ви уживавте вечерва ова прекрасно издание на Проверитас. Следете не на сите мрежи и оставајте ги вашите коментари. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.